Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа, моја браќа и сестри, во вторава седмица после Светата Седмица, Светата Црква Божја слави две големи светила нејзини. Го носат истото име, им припаѓаат на сосема две различни историски епохи. Првиот од нив е Свети Јустин, философ и маченик, живеел во вториот и третиот век после Христа Господа, а вториот е Свети Јустин, челиски преподобен отец, наш современик, кој што со право се нарекува уште и Јустин, нов философ на Светата Црква Божја. Првиот од двајцата не бил од секогаш христијанин, бил многубожец, се родил во аристократско семејство, на високи римски чиновници во Мала Азија, таму завршил сите високи школи, особено универзитетот во Ефес, и се стекнал со право на носење на философски плашт. Тоа е палиум. Тоа е истото како кај нас денеска што ги даваат дипломите. Философскиот палиум на Свети Јустин му дал за право да создаде своја философска школа. И тој тоа сакал да го постигне, поради што ги оставил за себе си малоазиските простори и дошол во Рим, престолниот град на Римската империја, со намера да создаде свој философски правец и да се стекне со последователи во мислата што сакал да ја прокламира како животна философија. Во Рим се соочил со маченичкиот етос на христијаните. Првите 3 века, вие знаете, се век на невидено мачеништво во крв на христијаните. Љубовта своја кон Христа Господа ја плаќале со своите животи. И тоа најчесто се случувало во големите колосеуми, особено во римскиот колосеум. А животите на христијаните биле одземани со намера да им направат забава и задоволство на нехристијани. Свети Јустин философ бил сведок на херојското поведение на христијаните, кои што во римскиот колосеум не доаѓале да плачат и да молат слобода од императорот, кој што бил по правило присутен на секоја таква забава, туку пеејќи ги Давидовите псалми со радост му ги давале животите на Христа Господ. Тие страдале на различни начини. Или од меч на гладијаторот им биле отсекувани главите или масакрирани, или пак на бројни начини на кои што тоа го правеле. Еден голем полски писател и нобеловец Сенкиевич го има напишано познатиот роман Quo Vadis. Quo Vadis Domine. Во тој роман се запишани
страданијата на првите христијани. Гледајќи го сето тоа, нивното херојско поведение, како мисловен човек почнал да размислува и за себе си, на својата собствена животна судба. И самиот посакал да се крсти. Познат е по тоа што тој станал христијанин без да се откаже од философскиот палив. Еден прекрасен пример и за нас, кој што сега студираме на секакви универзитети со најразнообразна и најчесто антихристијанска настроеност. Дипломата што ја заработил Свети Јустин ја сметал за безвредна, но сметал дека треба и неа да ја покрсти, да го покрсти сето свое знаење, знаењето со кое што се служела целата негова генерација, а создадена во рамките на епохите пред него и во негово време. И таа потреба, не просто амбиција, потреба да се преобрази себе си по мерата Христова му појде одрака на самиот Свети Јустин, автор е на неколку богословски дела, без кои што е не замислив историскиот развој на христијанската, богословска и секаква друга мисла. И самиот најпосле, како философ на црквата, посака животот свој да му го подари на Христа Господа и маченички пострадал на местото каде што пред тоа илјадници христијани го даваа животот за Христа Господа. Вие кои што сте го посетиле Рим или имате намера да го посетите, немојте да заборавите дека таа арена постои и денеска во градот, а километар и по два далеко од неа се наоѓаат катакомбните цркви во кои што се сохранети маченички убиените христијани. Една од поголемите катакомбни цркви, подземни цркви, е црквата посветена на светиот Калист. Таа има неколку ката под земјата и се смета дека во неа се сохранети повеќе од половина милион свети маченици. За тоа да се отиде во Рим, да. И треба да се отиде. И во таа смисла Рим не престанува да биде и останува за секогаш еден од најправославните центри на планетава Земја. Преподобниот Јустин Ќелиски не случајно го зел во денот на своето монашење името на великиот отец на црквата Јустин, философ и маченик. Голем богослов на црквата. Неговата теологија е исто толку неминлива колку и на неговиот предходник, Свети Јустин, философ и маченик. И неговиот животен пат во многу нешта е сличен, да не кажам идентичен со животниот пат на неговиот небесен покровител. Со тоа што Свети Јустин Ќелиски страдал од безбожните власти, кој што ни крив ни должен, само затоа што целосно на Христа Господа му припадаше како професор на Белградскиот универзитет со висока репутација во научниот свет, беше притворен во манастирот Челие, во чии духовни трезори и денеска се чуваат неговите свети моштини.
преку 20.000 напишани страници, е капиталното теолошко дело на преподобен Јустин Челиски. Ако патот ве води на кај Белград, скршните малку подесно, кај Валјево се наоѓа манастирот кој што подвижнички и свето живееше денес славениот преподобен Јустин. Јас имав чест и привилегија да го познавам лично. Како студент на теолошкиот факултет, знаеки за неговата големина, осветот на подвижништвото и богословската мисла, не можев да не отидам и да не го запознам тој голем светител Божи. Ви препорачувам и вам секоја згодна прилика да ги посетите тие географски простори. Искористете ја за средба со него и неговите неплени свети мошти. Денеска од Светото Евангелие чувме како Христос ги повика првите апостоли, првите своји ученици и онака како што тој нив ги повика, не заборавете дека и нас не повикува. И денеска, на ист начин. Со тоа што одговорот не е истоветен, идентичен. Видовме Петар и Андре покрај Галилејското море, бавејќи се со рибарство, со риболов, при повикот Христов да го следат, оставија се и тргнаа по него. И семејства, и род, и занае. Се што ги врзуваше за овој свет го оставија за да му припаднат нему и само нему, на Христа Господ. Потоа продолжија да се движат заедно и покрај истиот брег, на истото езеро, Христос ги сретна други двајца браќа родени, Јован и Јаков, со нивниот стар татко Заведеј, во ситуација да ги плават мрежите. Ние, стружани, знаеме што значи да ги плават мрежите, да ги чистат. После риболовот се чистат мрежите од остатоци на растенија и други отпадоци, а пред тоа се вадат уловените риби. И Христос отиде и нив им го упати повикот да тргнат по него. И тие без двоумење се остави и својот стар татко, и занаа, и дом, семејствата своји, се и тргна по Христос. Тоа движење во заедница со Христос не престана. За сите денови од историското постоење Христово среде нас и со нас. Крајот на денешното Евангелие зборува за тоа како Христос во заедница со избраните свети апостоли проповедал вистината за спасението на човекот и светот, по синагогите ги лекувал болните, немокните, слабите по дух, слабите по тело, сите страдални луѓе кои што му приоѓаа на Христа Господа, наоѓа лек и спасение. И ние, браќа и сестри, треба на истиот тој повик упатен до нас да одговориме на ист начин. Но тоа не значи дека секогаш и се треба буквално така да се постапи. Поважно од се нашата личност, нашиот личностен интегритет, секупното наше битие и личност нему во раце да го предаде. Под услови на живење што самиот тој ќе ги благослови како наши, посебни,
само за нас својствен. Зашто важи кажувањето на преподобен Серафим Саровски дека оној што се труди над собственото спасение спасува уште илјада околу себе си. И токму тоа треба да го правиме сите ние со себе си и со луѓето околу нас. Не е доволно да кажем, па јас доаѓам Господи во црква. Те следам, те сакам, тебе ти припаѓам. Треба да го поставиме прашањето што се случува со браќата и сестрите околу нас, во семејството, во комшилукот, во градот, во државата. Кога ќе дојдеме на света литургија, добро е да се прашаме. Тука сум, Господи, а дали има уште некој со мене? По мој труд, по моја заслуга, по моја љубов. На тие прашања често пати е претешко да се даде добар одговор. Само затоа што сме себични, мрзливи и затворени сами во себе. Не имајќи потреба да комуницираме, да градиме жива и нераскинлива заедница, наша со сите други и нашата со сите други купје заедно со Христа Господа и Него ради. Амин.